Господине премиер, ова во мојата рака не е празен лист. Не е празен лист. Нема многу текст, ама има доволно за да покаже дека премиерот, председателот на владата на Република Македонија лаже. Не ја говори вистината. И дека тоа го прави во Македонското собрание, пред пратениците, меѓутоа дека истото го прави пред целата македонска јавност. Ова е документ, договор, текст, лист хартија, во кој што стои дека на 29 мај две партии, ВМРО ДПМН и ДУИ, се договорила. Потенцирам, се договорила. И тоа со присуство на меѓународни представници. Значи, прашањето до премиерот е како може председателот на владата на Република Македонија да лаже пред македонските граѓани. Како може ептен да ја заобиколува и да не ја говори вистината? Ниту сме подпишали документ, ниту сме имале намера да подпишеме документ, ниту ќе подпишеме документ. Тоа што господја Јашкевинска го држеше во рака, веројатно, не го знам, но веројатно се работи за некаков или нечiji записник од разговорите кој што ниту е подпишан, ниту може да има било каква тежина на документ. Ниту може да има таму член, бидејќи член има во документ. Член не може да има во парче лист хартија што некој си направил записник за себе или за некого. Значи, многу е јасна сега манипулацијата и драго ми е што се отворија картите. И убаво е да го покажете тој документ вака јавно, да видат граѓаните дали на тој документ има некаков подпис. Тоа не е документ. Тоа е некаков си записник што си го направил некој, веројатно што бил присутен, ако не е тотално измислен. Не знам што пише таму, но доколку има нешто што е близко до вистината, најверојатно се работи за некаков си записник не подпишан од никого. За тие прашања кои што ги спомнавте, поврзани со закон за поранешните припадници на ОНА или поврзани со закон за двојазичност, односно закон за јазици кои што би значил двојазичност на цела територија, не постигнавме согласност, ниту пак постигнавме согласност за така наречена Бадентерова влада. Но согласни сме со секоја политичка партија и во минатото, и во иднина да разговараме за секој прашање што ги интересира. Една работа е да разговарате, а друга работа е да постигнете согласност. Тоа е целата вистина по ова прашање. Значи, кој лаже, ќе покаже времето. Јас сум многу комотен, бидејќи 12 скоро години, 11 и нешто години сум на политичката сцена. Имам една особина да внимавам кога нешто зборувам и кажувам, и да внимавам исто така кога другите лажат, па што им следува после тоа. Затоа што налагат и се кратки нозите. Порано или подосна, вистината ќе се исплива на површина. Таа е како шило. Ќе боде лево, десно, напред, и на крајот ќе исплива. Таа мора да исплива на површина. Така што прилично сум комотен по ова прашање, чекам само времето да си помине и да си се види кој лаже. Премиерот со денешниот обид за неодговор призна дека овој документ покажува дека двете партии се договориле. Многу интересно што председателот на владата и на ВМРО ДПМН вели вака. Знаете, ние не се договоривме, бидејќи не подпишавме, имаме само усна согласност. Па, господине премиер, во секоја нормална држава, зборот на премиерот вреди повеќе од подпис. Зборот на човек кој денеска ни се фали дека тоа што ветил исполнувал, јас барем во мојата глава, вреди повеќе и од подпишан документ. Денеска вие велите, јас се договарам за се, добивам записници за тоа што усно сум се договорил. На тој усен договор ги поканувам представниците на Соединетите Американски држави и Европската унија, ама утре ќе кажам дека тој подпис не важи. Таа усна согласност не важи. Господине премиер, ова е несериозно. Несериозно е. Времето ќе си каже кој е во право, кој лаже, а кој не лаже. Има тука народни поговорки, да не ги спомнувам, за лагата и за вистината. Времето ќе си покаже, вие мафтете сега со документот. Јас ви кажав што сум прифатил во тие устни усогласености, 3 работи, што не сум прифатил. Времето ќе протече, снимките си стојат, кој што кажал, како кажал, ќе се види народот во Република Македонија.
дали ќе има од наша страна прифаќање на двојазичност, дали ќе има други работи за кои што зборувавме. Така што ќе си дојдат работите на своје место, прилично сум комотен по тие прашања.